И за крајот на емисијата, за доброто на сите, си поканивме психолог овде во студиото, така да си ја завршиме, заокружиме и нашата утринска, а и целата работна недела. Ова утро со нас Мирјана Цветковиќ, психолог. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Вистинско уживање е да се биде со вас тука. Мило ми е и мислам дека вистинско уживање и предизвик ќе биде и самата тема. Да. Мирјана, само да ги запознам гледачите дека вие сте дел од психолошкиот центар Алтернатива. Ќе позборуваме на самиот крај малку за вашите услуги, кои се може да се пронајде таму за кого е се наменето, но сега одбравме тема од вашата бранша, така би рекла, затоа што вие сте дел од брачното советувалиште во вашиот центар. Так. И темата за денес звучи едноставно, но ќе видиме според одговорите дали е тоа едноставно, како до успешен брак или пак партнерска врска. Сега, прво да дефинираме што е успешен брак или има и други термини, функционален, здрав брак. Ајде, по дефиниција, како би требало да изгледа еден таков брак? Има многу различни дефиниции за тоа што е успешен или здрав брак. Меѓутоа, една од нив е тоа дека секој од партнерите треба да има своја самокритичност, односно да е во состојба да има капацитет да ги согледа сопствените грешки и исто така да може нив да ги промени, да направи нешто поразлично. Освен тоа да има одредена одговорност, посветеност кон својот брачен партнер, да својот брачен партнер го гледа како доволно добар, но и да има реални очекувања од него. Исто многу е важно во функционалниот брак да се изразуваат емоциите. И тоа да се изразуваат на начин да пред се изразуваат така речено меките емоции, како што се радост, тага, страф, например, наместо оние потешките или тврди емоции, како што ги викаме, например, љубомора, фрустрација или пак бес. Значи, ние лаиците би ги нарекле позитивни и негативни, вие ги нарекувате меки и тврди. Добро, да се научиме. Да. Според некои сознанија може да се кажат и примарни и секундарни, да кажеме овие првите што ги кажав како вие што велите позитивни. Тие кога ќе се изразат овие емоции, партнерите се сближуваат. Нивната конекција е повисока, подобро се разбираат и така натаму. Меѓутоа, вторива што ги кажа фрустрација, бес, љубомора, партнерите ги отргнува. Тие се разнебитуваат, конфликтите знаат да пораснат, партнерите се чувствуваат како недоволно разбрани. Од вашето искуство што досега го имате, ова да речеме, ете, во теорија, од пракса, што најчесто ги нарушува овие партнерски односи? Многубројни може да бидат причините. Како најчести причини, да кажам, се континуирано или хронично несогласување помеѓу партнерите. Понатаму причина може да бидат исто така и децата во семејството. Односно заборавеност на партнерите дека треба да се негуваат и самите како такви, значи брачниот однос да се зајакнува, наместо целата посветеност да биде само околу родителството. Значи една од причините таа може да биде за некој што посетува брачно советување. Многу честа причина искра знае да биде и сепарацијата од семејството по потекло. Тоа особено се јавува во новоформираните двојки, да кажам, што туку тазе печени што се вели двојки кои што влегле во брак, при што некој од партнерите знае да е доста поврзан прилично поврзан на една голема близина да има со своите родители, тоа често пати знае да донесе дисфункционалност во нивниот однос, така да одлично би било доколку партнерите умеат или тој процес на сепарација биде постепен, а не директно кога би влегле во брак. Затоа би требало тие да постават оптимално добри граници, ние така го викаме граници, кон семејствата по потекло. Обично кога ќе влезат двајца во брак,
треба да се постават кон семејствата по потекло на еден нов поквалитетен функционален начин. Таа врска треба исто да остане квалитетна, меѓутоа да се знае какви се побарувањата помеѓу нив, кој што како би требало да направи во одредено време и така натаму. Особено што се провлекува и во фазата кога веќе се проширува семејство со доаѓањето на децата. Што значи дека, ако добро разбрав, ова на некој начин е модерен проблем, затоа што, да речеме, до вчера, ако проблем бил токму живењето во заедница, сега обратно, разделувањето е на некој начин проблем, доколку не се совлада. Точно така. Исто така како некои од дисфункционалните работи може да бидат зависности кај еден од партнерите, зависности од психоактивни субстанции, или пак патолошка зависност од коцкање, или пак алкохолизам. Во други случаи па може да има насилство во семејниот систем. Постои така речено семејства организирани со насилство, каде што постои физичко, емоционално насилство и така натаму. Вон партнерска врска може да биде исто така причина за нефункционирање на бракот или партнерската врска и така натаму. Би сакала ова, го споменавте, ја споменавте самокритичноста, би сакала малку тука да поднавлеземе, во смисла дека секогаш при какви да се проблеми, дека треба партнерите секој да тргне од себе, така? И често пати го слушаме тој термин и за други проблеми, но еве да речеме и ако станува збор за партнерство, дека пак секој мора да работи на себе. Но вие, како стручници, можеби знаете како треба да се работи на себе. Ние не знаеме што значи тоа да се работи на себе. Да се работи на себе може да се почне од таму да се запраша поединецот како јас придонесувам да нашиот однос е неквалитетен или дисфункционален. Што може би јас правам? Затоа што во односите и во партнерските односи, меѓутоа и во другите односи во секојдневието, дали со пријател или со дете, или па може би со нашите родители во секојдневието, практично, ние влегуваме со процентот 50-50 на одговорност, односно на виновност во таа релација, доколку има некаква потешкотија, доколку има некој предизвик во таа релација. Сега зборувајќи нели за брачните партнери, секој треба да има во предвид дека со нешто придонесува и самиот. И тоа имате право и за кавга се потребни двајца. Така, за кавга се потребни, ние велиме за танго се потребни двајца. Дека за се сега она кога ќе кажете како тоа да се направи, не е ни малку едноставно, меѓутоа доколку се почне од некаде или доколку некој работи на себе на тој начин да се преиспитува, да можеби повремено го прашува партнерот. Знаеш, потсетувајме повремено. Знам дека во некои ситуации можеби сум избувлива, но ќе ми значи дај ми вака знак, например, или подсетиме по тоа, затоа што или нашето балканско под масата да клоцне некој. Да, што викате. Може, значи, такви ситуации има преку меѓусебен договор или преку одредена самоконтрола, така да возможна е. Секоја промена е возможна. Ива да кажеме ние, бидејќи ние ја изучуваме, односно работиме по принципите на системска семејна психотерапија, веруваме во тоа дека секоја промена е можна, дека треба на позитивен начин да се гледаат нештата, треба да се верува, да се има надеж, треба да се фокусира човекот на снагите. Што е она што мене може да ми помогне за да е подобрам врската. Некои се добри, например, во одредени креативни начини, например пишување дневник или цртање. Може да го нацрта, пример, проблемот што го има со сопругот или сопругот со сопругата, или преку музика. Да го изрази на некој начин и преку тоа и ќе работи на себе. Што значи повеќе треба се свртиме кон себе, а помалку да се фокусираме на маните, грешките на партнерот, но наспроти ова како треба да биде, многу често, пречесто, не знам процентуално колку, токму обратното го правиме, особено за оние кои што се подолго веќе во врска или во брак, со оние константни пецкања или критики насочени кон партнерот. Како тие постојани критики влијаат врз врската?
многу деструктивно, она што го кажавте, иронијата, сарказмот, погрдните зборови, влијаат деструктивно. Понекогаш исмејување, Точно. саркастично, така да. Од друга страна, она што е многу важно е партнерите да умеат да користат некои други алтернативни начини, како смирено разговарање, асертивен говор, асертивен во насока на тоа да кажат што им пречи, да кажат можеби дека отворено не се согласуваат со него во однос на со нејзе, во однос на некои теми, но тоа да биде на љубезен начин, да не биде на погрден, на заплашувачки начин. Партнерите исто така би требало да внесат хумор во нивната комуникација, да се присетуваат на добри спомени, да се извинуваат. Да земеме албумите, да ги вртиме, така? Точно, да, и тоа е еден одличен начин, да кажам, како може да се поправат врските. Односно да се поправи комуникацијата после конфликтот. Конфликтот е битен момент. Народски кажано, еве кавги ние ќе си го кажеме. Претпоставувам не постои врска, не постои брак без нив, така? Иако можеби нам од страна некои други не изгледаат совршени. Но, како и покрај конфликтите, како да се надминат тие, така да речеме, да не остават некои трајни последици на врската? Многу сте во право, Искра. Конфликтите се здрав дел од брачниот живот. Без конфликтите не е можна некоја позитивна промена или напредок во бракот. Но се додека се тие конструктивни. Конфликтите се пожелни, бидејќи на тој начин ние ги кажуваме нашите ставови. Тоа не значи дека ние не се согласуваме или дека е нешто деструктивно доколку имаме наше мислење, туку потешкотијата настанува во начинот како би се изразиле, како што спомнавме, да биде на смирен начин, со љубезност, со тон дека го разбираме партнерот, дека имаме реални очекувања од него. Меѓутоа, во секој случај, исто така, успешните парови, една многу јака, многу добра одлика имаат успешните парови, а тоа е дека знаат како да ја поправат врската после конфликтот. Преку извинување, преку кажување жалам, или хумор, те сакам, жалам што тоа така настана, да се сетат, можеби, што кажам и претходно, на некои пријатни спомени, така да ја негуваат врската. Тоа е многу важно во еден брачен однос или партнерски однос, да врската постојано се поправа и се негува, бидејќи без тоа не е можно да се продолжи понатаму на еден квалитетен начин. Но многу често, да речеме, конфликтот, причината за конфликтот и не е таа причина, во смисла доаѓаме дома нервозни, со проблеми од работа, со стресови по градскиот сообраќај, како да дозволиме проблемите од надворешниот свет да не ги внесеме во нашиот дом, за да не бидат тие конфликти нервозни со поинаков тон отколку што треба да бидат. Така. Ова е интересно прашање, тоа што да, секојдневието бара брз начин на живот, ние се реализираме како личности во разновидни улоги. Ние сме партнер, можеби родител, колега и така натаму. Она што е важно да се знае дека еден од начините сепак да се зајакне партнерскиот однос на начин да партнерот не се ослуша. Кога ќе дојдеме или можеби кога ќе тој би забележил дека можеби сме нерасположени или уморни, може да седне да праша да ги изразиме емоциите. Исто важен дел во секојдневното функционирање на партнерите е изразување на емоциите, бидејќи така ќе ги зближи партнерите. Може да каже, знаеш, те гледам дека си прилично нервозна. Како може би можел јас да ти помогнам? Или ако е зборувавме во женски род. Така да може да се праша и сега од другата страна може да има одговор, па дајде, може да разговараме, знаеш, колешката тоа ми... Она што треба практично е да има постојано флуидност, да има комуникација, бидејќи голем дел Искра од причините зошто се случува некогаш недоразбирање или она кога ќе се каже дома ќе дојде ќе се истури, не е само затоа што ние ги носиме, ја носиме дома работата, туку дека можеби преку
конфликтот со партнерот ние бараме некаква близина. Затоа што тоа е интересна работа, што конфликтот многу Издувен вентил често некој. е практично начин, тоа е како постојана игра како партнерите да станат блиски. Како така научиле можеби, трансгенерацијски виделе од своите родители или баба и дедо и така натаму. Така да тоа може да е близина и штом ќе се случи таква работа, добро време е да се сослуша партнерот и така натаму. Но живееме во брзо време, секој си ги гледа своите работи, сите се на телефоните и така натаму, но одлично е доколку партнерите барем 5 или 10 минути во текот на денот одделат квалитетно време да се сослушаат, да кажат како се чувствуваат и да си раскажат можеби, да си дадат некои нови идеи и така натаму. Го споменав седите тој момент дека можеби токму тие партнери го научиле тоа од нивните родители, што значи сега често пати сведоци на тие конфликти се и децата, така? Како да ги заштитиме сега идните генерации да не го продолжуваат тоа? Да, тоа е одлично што го кажавте. Добро е да секој има некој внатрешен самоговор, да се преиспитува повремено и да има во предвид дека децата учат по пат на идентификација, односно по пат на моделирање. Тоа што го гледа, тоа ќе го прават. Тоа значи дека доколку има некоја ситуација, еве да кажеме некоја конфликтна ситуација помеѓу партнерите, добро е да партнерите тоа го направат да не е пред децата, односно насамо. Но од друга страна пак, некогаш е и добро децата да гледаат како родителите ја поправаат комуникацијата. Тоа е одличен начин да и тие она што го кажете научат. Ако има среќен крај конфликтот, на тоа да бидат сведоци. Да бидат на некој начин само свесни да си прават самоговор, како ова влијае на моите деца. И сега, поентата е да сепак тие видат дека некогаш имаат конфликти, како што кажавме дека тие да не се деструктивни, точно, не продуктивно, дефинитивно е непожелно да децата се сведоци на секојдневни конфликти, подлабоки расправи, недоразбирања каде што се повредуваат емоционално нивните родители, односно во тој случај брачни партнери. Сега тука малку и по имите јас сакам да издвојам дека во едно семејство двајцата брачни партнери имаат и две улоги, некогаш родителска, некогаш партнерска. И многу е важно да самите партнери некогаш знаат во кој момент, во која улога излегуваат пред децата. Мирина, погледнав часовникот и се уплаши, затоа што јас мислам дека сега почнавме, затоа што имам уште толку многу прашања, за жал ќе мораме да завршиме. Две куси прашања, ќе замолам за куси одговори, со оглед на тоа што вие советувате во брачното советувалиште, колку се веќе отворени да дојдат воопшто, затоа што може би едниот партнер ќе сака да дојде, како да го натера сега другиот? Дали веќе се надмина тие? Да, се повеќе има, да кажам, партнерите доаѓаат на психолошко советување, на брачна терапија, се повеќе се заинтересирани, она што да кажам ги мотивира партнерите и нас како терапевти многу се радуваме ние кога ќе дојдат да речам некои партнери кои што се доста самокритични. Знаете, бидејќи има две димензии за успешен брак или дали терапијата ќе делува. Едната димензија е самокритичност, односно личниот увид. Втората димензија е проекција на вина, она што зборувавме, го обвинуваме другиот. Ако обвинувањето на другиот е прилично високо, а самокритичноста е ниска, тогаш на вистина треба многу работа. Дури некогаш е неизвесен ефектот од брачната терапија и обратно. Доколку сепак се самокритични, се способни, имаат капацитет партнерите да имаат увид, тогаш се подобри изгледите и она што рековте да се ослободуваат, доаѓаат за разни причини и на некој начин им помагаме да самите најдат што е она што е потребно, што е она што е важно во нивниот брак. Мирина, ќе оставиме за едниот пат, ќе започнеме на тој начин малку вове да дадеме за самиот психолошки центар алтернатива, обратно ќе направиме, но сега за самиот крај, за сите оние кои што се пронајдоа и смета дека може да треба да ви се обратат вам за помош, како каде да ве најдат? Ние се наоѓаме во населба Аеродром во Скопје, позади трговски центар Капитол, така да тоа е нашата локација. Имаме ние и Facebook и веб страна, како веб страната е групација Алтернатива.
така да се она што може би име потешкутија да го разрешат сами гледачите, секако дека добро дојдени се во нашиот центар. Ви благодарам многу, Мирена. Се гледаме наскоро со Исто и друга вас. тема.